Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Зашто ако ги љубите оние кои ве љубат вас, каква награда имате? Зар истото не го прават и деночниците? Матеј, 5 глава, 46 стих. Речи си секој голем град во светот денес е обвиткан во сивилото од смок и загадување, што ги пече очите, предизвикува болки во белите дробови и негативно влијае на нашето здравје. Кога нешто чисто е загадено со она што е штетно, се вели дека е токсично. И таа етикета може да се примени на религијата, како и на многу други работи. Дали некои религии се токсични? Одвојте ги следните 3 минути и одлучете самите. Исус, оној што ги држал малите деца во своите раце и ги благословувал, кој ги кревал ранетите и паднатите, несомнено сметал дека религијата на неговото време била токсична. Не, Исус немал проблем со Мојсеј или со пророците. Тој ги почитувал, но тој го сметал за токсично она што вековите на легализмот им го додале на законот, на списите и пророците. Некои од најсилните зборови на Исус биле упатени кон оние што го расипале Божјото откровение со токсични идеи и правила. Змии, змиски породи, варосани гробови беа термини што Исус ги користил за нив. Апостол Павле, теологот на Новиот Завет, го сметал за токсично сето она што било додадено на она што Бог го открил. Тој им пишувал на христијанските галатјани и рекол: се чудам дека така брзо се одвраќате од оној кој ве повика преку Христовата благодет и преминувате кон другото евангелие, кое не е друго, само има некои кои ве збунуваат и сакаат да го изопачат Христовото евангелие. Но тој продолжил понатаму кажувајќи им: но ако дури и ние или ангел од небото ви проповеда друго евангелие спротивно од она што ви го проповедавме, нека биде проклет. Галатјани, 1 глава, од 6 до 8 стих. Силни зборови? Да. Зошто? Тој сакаше да ја одржи чистотата на пораката на евангелието, за да не биде расипана со токсични дополнувања или размислувања. Новиот Завет смета дека е токсично се што е додадено или отстрането од Божјото откровение и дека треба да биде отфрлено. Јован ја заклучува последната книга од Новиот Завет велејќи: јас му сведочам секому кој ги слуша пророчките зборови на оваа книга. Ако некој им додаде нешто, Бог ќе му додаде од маките опишани во оваа книга. А ако некој одземе нешто од зборовите на книгава на ова пророштво, Бог ќе го одземе неговиот дел од дрвото на животот. Откровение 22 глава, 18 и 19 стих. Уште една мисла за токсичната религија. Секоја религија без оглед на тоа какви тврдења има, ако е базирана на омраза, станала токсична. Исус рекол: сте чуле дека било речено: љуби го својот ближен и мрази го својот непријател. А јас ви велам: љубете ги своите непријатели и молете се за оние што ве прогонуваат, за да бидете синови на вашиот татко кој е на небесата. Матеј, 5 глава, од 43 до 45 стих. И Исус го следеше истиот пат на понизност по собствениот пример. Наместо да повика оган од небото врз оние што го приковаа на крстот, тој извика: татко, прости им, затоа што не знаат што прават. Не е ни чудо што Наполеон го нарекол Исус император на љубовта. Религија на омраза, без оглед на тоа каква етикета носи, е токсична и не е во хармонија со Бог, кој самиот е љубов. Голем број луѓе го знаат стихот во Јован, 3 глава, 16, кој ја објавува Божјата љубов кон човештвото, кон сите луѓе насекаде, но малкумина ја знаат реченицата која следува, затоа што Бог не го испрати својот син во светот за да го осуди светот, туку да го спаси светот преку него. Одлично е да имаме цел да се стремиме да ја заштитиме нашата планета, да работиме за да ги отстраниме токсините од воздухот и водата или да го направиме нашето соседство безбедно за нашите деца. Но Божјиот син дојде со мисија да не избави од токсична, корумпирана религија и да ни даде живот. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.